Поздрав фамилио, јас сум Никикс, добровте во ново видео. Денеска, луѓе, читаме страшни приказни. Пред се еден мал дисклеймер, да знаете доколку се плашите, буквално доколку се плашите многу, немојте да го гледате ова видео, можете само да лајкнете пред се и сабскрајбнете како би ми било полесно да влезам јас во рекомендет, така да ги најдов на интернет овие страшни приказни, да видам какви се, дали мене малце ќе ми дојд страв како прво. Значи наскоро излегуваат и Никикс Фем мајца, да видам прво ќе издизајнирам. Браво, друго кажав се. Можеме да започнеме. Доколку ова приказна е многу кратка, ќе кажам уште една. Значи што ќе биде две, но доколку е доста долга, ќе биде само една. Ова е всушност вистинска приказна. Млад брачен пар веднаш по нивната венчавка изнајмиле соба во хотел, каде што сакале да опоминат нивниот меден месец. Но веќе првата вечер во собата на хотелот се чувствувала невероватна миризба, што значи дека било нешто пред тие да дојдат. Но од кога дошле тие, сигурно настанала уште некоја поголема узбуна. Хигиеничарките на хотелот ја исчистиле собата веќе 3 пати, замислите. 3 пати да ја исчистиш ти собава и пак накрај да мирисат лошо не е возможно. Но миризбата никако не се одела. Никако, значи по никој нешто да заминела не можел. Додека парот се пакувал да се премести во друга соба, затоа што изгледа, ќе речеме, првава соба било лоша, но кога се пакувал за во друга соба, сопругот случајно го тргнал горниот дел од душекот. И што видел? Мислејќи дека неговата жена ги ставила нели куферите горе, ој ги тргнал, но наместо куфери во креветот се нашло полу распаднато тело на жена. Фак! Замисли! Ти одиш да се одмориш. Буквално како на хорор филмови се дешават ова. Пред се да се развеселиме пак, лајкнете, сабскрајбнете, станите Никикс Фем, наскоро излегвит и првата мајца, што ќе биде лудница и хештег Никикс Фем, да сте поздравени, не поздрави во видео, мада немат врска. Една дадилка во сад, откако ги легнала децата во кревет, решила да гледа малку телевизија, за да се опуштите едно друго после напорен ден. Додека не се вратат родителите на децата. Така, додека не се вратат родителите на децата, као да се пододмора. Но во дневната соба приметила кукла клован која и била морбидна, бидејќи се чувствувала како да ја наблюдува таа кукла. Таа се јавила на таткото на децава за да го праша дали може да гледа телевизија во нивната спална соба, затоа што се уплашила женава и мене буквално некако ми чукаца поќе срцево. Бидејќи се исплашила од куклата клоун, затоа што едноставно страшно едно друго. Но таткото во истиот момент кренал паника, наредувајќи на дадилката веднаш да ја напушти куќата, затоа што може да се случи сигурно нешто лошо. Девојката прашала зошто, а човекот ја одговорил бидејќи тие немаат кукла клоун, а децата веќе му кажале неколку пати дека ја виделе на таа кукла. Фак, колку е лошо ова нешто да те снајд, замисли јас да гледам овде кукла клоун, буквално ќе се пресечам жив. Мислел дека тоа е дел од нивна имагинација. Значи тој мислел дека е дел од нивна имагинација, но веќе било касно за бегање, значи не можеле веќе да избегат. На крај се испоставило дека тоа не била кукла, туку било пореметен човек со џуџест раст, кој пред неколку недели избегал од болница и се криел во нивната куќа. О мај гад! Дори мене ми дојде на сред бел ден, кога го снимам видео, ми дојде мене страшно. Да, луѓе, пак да се расположиме, лајкнете, сабскрајбнете, јас се надевам дека уживавте вие во ова епизода од страшни приказни. Јас ќе гледам ова некој пат навечер да ги правам овие страшни приказни, како би биле уште пострашни за мене додека јас го зборувам ова. И то би било то. Рапа па па и р.